Назад сме со случувањата во светот и она што е во фокусот, а со нас е колегата Дејан Андоновиќ. Дејан, здраво. Добар ден. Вчера се случи еден така поголем инцидент кој што пак денеска можеше да придонесе не дај Боже да има и војна со оглед на тоа што Иран вчера сруши американски дрон, рече дека паралелно со дронот имало и патнички авион кој што можеле да го срушат. За утрово Нью Йорк Таймс да излезе и да напише дека Трамп имал одлука за напад на Иран, но во последен момент ја повлекол. Значи, ова е ескалација. Он ја издал наредбата, па во последен момент ја... Значи, многу е важно дека ја издал наредбата за напад врз ирански ракетни и противавионски позиции, но подоцна се попишманил, што би рекле во нашиот народ. Ми се чини дека ова со Иран само го доживува оној пик што го зборуваме. Ескалација. Да, ескалација секојдневно и предупредувавме ние овде во отворено студио, следејќи ги написите, изјавите на Белата куќа, на Доналд Трамп, на Мајк Помпео, па и на Џон Болтон, советникот за национална безбедност, но и сето она што се случува само укажа дека очигледно Иран и Соединетите Американски држави се пред војна, а сето тоа се покажува со последниве случувања. Ке повторам, Нью Йорк Таймс тврди дека Доналд Трамп издал наредба утринава по наше време да започнат воздушните напади врз Иран и ирански војни цели во Иран, но во последен момент ги повлекол, што не значи дека можеби нема тие напади повторно да ги одобри денеска, утре или во наредните дена. Да, бидејќи немаме многу време, ајде да не должиме да го погледнеме прилогот подготвен од дескот на 1 ТВ и се враќаме назад со Дејан. Американскиот председател Доналд Трамп одобрил напад врз Иран поради соборувањето на американското беспилотно летало, но по неколку часа се повлекол и го откажал нападот, пишува Нью Йорк Таймс. Трамп, како што наведува, не е именувано официјално лице запознаено со ситуацијата. Прво одобрил неколку воздушни напади врз радарите и ракетните системи. Официјалниот представник за Нью Йорк Таймс изјави дека авионите биле во воздух, а бродовите биле на позиции кога пристигнала наредбата за повлекување од нападот. Во меѓувреме официјален Вашингтон им забрани на американските авиокомпании да прелетуваат преку воздушниот простор на Иран. Таквите ограничувања се воведуваат поради зајакнување на војните дејствија и зголемените политички тензии во регионот, што представува опасност за американското цивилно воздухопловство, наведува Федералната управа за цивилно воздухопловство на САД. Да, и се чини, Андоновиќ, дека сепак и иранците знаеле што правеле, особено затоа што во првиот наврат реков американски патнички авион, меѓутоа воен авион со 35... Тоа е воен авион со 35 луѓе, 35 член воен екипаж, кој е во следење на дронот. Веројатно техничка некоја подршка, сега не се разбираме ние толку. Да, моментот е дека можеби Иран знаел што прави. Ако собориш дрон, американски дрон за кој што тие велат дека бил шпионски, по друго е кога има 35 луѓе кои би биле жртва, тогаш веќе нема назад. Вака, Иран вчера го урна тој американски воен дрон, тој е разузнавачки дрон, тука нема разговор што би било инаку, не? Да, Соединетите Американски држави, односно Пентагон веднаш излегоа и го обвини Иран дека гурнал дронот иако тој летал над меѓународен воздушен простор, односно над Ормудскиот премен. Ние објаснувавме веќе дека тој Ормудски премен е под контрола на Иран, но од другата страна е Оманскиот залив, па дронот според Соединетите Американски држави бил над оманска територија, а не бил над иранска. Од друга страна, денеска се пронајдени остатоците во Персискиот залив, Иран ги пронајде и ги покажа парчињата и рече ова е доказ дека дронот бил над иранска територија, немаше да падне во нашите води ако не бил над нашето воздушно небо, нели? Над нашето небо. Во секој случај Иран знаел што прави, има последна информација дека дури Иран бил и предупреден дека ќе биде нападнат од британската разузнавачка служба. Не ја сваќам тука оваа информација и која е целта, но веројатно разузнавачката служба на Британија, односно МИ-6, сакала да ги предупреди иранците да ги евакуираат. Обично кога се прават воздушни напади има еден фер плей помеѓу војните сили, да се евакуираат војните сили, да се евакуираат евентуални странски сили. Во случајот веројатно таму има руски војници, па веројатно руската армија и дознала дека треба да си ги повлече некој дел од своите војници, за да не дојде до некакви такви жртви кои можат па подоцна да предизвикаат некакви други репрекусии. Во секој случај Иран денеска излезе
победоносно и рече дека ова е доказ дека Соединетите Американски држави влегле во иранскиот воздушен простор, дека сакаат војна, Иран повтори дека не сака војна, но дека е подготвен за војна и дека рушењето на дронот е само доказ колку е подготвена иранската армија за евентуална одбрана од било кој, па и од Соединетите Американски држави. Тука се вклучи уште и Русија, нели, како и секогаш, која ги предупреди САД дека сака Дали да направат мислиш војна. дека ова реакција на Русија доаѓа пред одлуката на Трамп да ја повлече својата одлука за напад на Иран или отпосле доаѓа како реакција? Ништо не е наивно во таа глобална ништо политика. не е наивно. Јас не верувам дека Трамп се исплашил од русите па ја повлекол одлуката, но исто така мислам дека можеби Се координира? Па се координирал. Ќе дадам една информација во склад на ова е дека поради санкциите кон иранската нафта ради нуклеарниот договор, Британија, Франција, Русија и Германија од денеска започнуваат иницијатива на 28 ми се чини треба да се одржи тој состанок со Техеран во обид да се намалат тензиите околу санкциите со Иран, се со цел да бидат посредници помеѓу Техеран и Вашингтон за да не дојде таа војна. Значи повторно ги кажам, во ова група за спасување на Иран се Германија, Франција, Британија и Русија, а во исто време Европската унија, односно Германија, Франција и Британија ги продолжија санкциите кон Русија поради Украина. Значи имаме еден двоен аршин на гледање на работите, но очигледно меѓународната заедница се обидува сега да влезе во некое посредство. Јас ќе потсетам дека санкциите за иранската нафта најмногу ги погоди европјаните, бидејќи Иран извезува ефтина, но квалитетна нафта. Од друга страна, вчера јас ќе направам една паралела, санкциите кои ги има Русија од 2014 година поради окупирањето на Кримскиот полуостров. Вчера Путин излезе со информации дека од 2014 година до сега Русија загубила 50 милиарди долари поради санкциите, но европјаните загубиле 240 милиарди, јапонците 27 милиарди, а Соединетите Американски држави 17 милиарди. Зошто го кажав ова? Дека секогаш кога е некој под санкција, освен државата која трпи големи загуби, губат и оние кои тргуваат со нив без разлика дали оние ги наметнале санкциите. И во тоа време кога другите трпат некакви финансиски последици од овој условно кажано ова се уште не започната војна, иако е конфликт, тензичен, САД, односно Доналд Трамп, сакаше својата економија да ја зголеми. Својата војна индустрија. Добро, преку продажбата на оружјето кое што Сенатот пак му го забрани. Да, она што е интересно е дека Трамп, односно Белата куќа, продаваше оружје на неговиот најголем сојузник на Блискиот Исток, преку кој ние 100 пати тоа го рековме, сака да го изведе нападот врз Иран, тоа е Саудиска Арабија, и религиозниот и политичкиот и воениот и економскиот ривал на Иран, шиити сунити во тој залив, и нафтата и се тоа ривалитет меѓу нив. Катар, Обединените Арапски Емирати и Саудиска Арабија, но прв пат во историјата на Сенатот одлуката на Трамп да се продава оружје за Саудиска Арабија беше блокирана токму од сенаторите републиканци, веројатно како чин дека сака да ги намалат тензиите, да не се продава сега такво оружје во време кога Иран е пред војна. Ние знаеме дека доколку Соединетите Американски држави го нападнат Иран, во војната ќе влезат први Саудиска Арабија, а подоцна и Израел, а тоа може да биде повеќе од регионална војна. Значи блокирана беше одлуката, односно желбата на Трамп да продолжи да го продава оружјето, така да што е ова на некој начин прв пат куриозитет во историјата на Сенатот, сенаторите републиканци да ја блокираат заложбата на нивниот председател да продава оружје, ако се земе во предвид дека републиканците се познати како лобисти на војната индустрија. Значи има некои обиди во светот, како онаа претходна иницијатива што ја реков за нуклеарниот договор од европјаните и русите, да сепак не дојде до војна, бидејќи ќе потсетам, Иран не е Ирак, Иран не е Сирија, Иран е огромна држава со огромна територија и огромни човечки, нели, околу 100 милиони луѓе, огромна армија, и доколку дојде до војна ќе се вмеша и Русија, ќе се вмеша и Турција, целиот Блиски Исток, а Блиски Исток е тука блиску, може и на Европа да се прелее. Да, не дај Боже нели се тоа. А таа глобална политика зависи и од она, нели, ефектот на пеперутка
лутката, ако некаде се случи Да. нешто, се може да стигне и до овде, иако не очекуваме. Па може и метод на сврзани садови, негде кај што ќе пукне, други да се олабави. Очигледно дека Латинска Америка и Африка малку се олабавија на сметка на Блискиот исток. Да, вам почитувани, ќе ви се заблагодариме за вниманието и за оваа анализа од светот со колегата Дејан Андоновиќ. Следува информативното издание, односно вестите во рамките на студиото се враќаме со Јана во 17 часот.